Трката на Формула 1 за големата награда на Лас Вегас заврши, а возачот на Red Bull Макс Верстапен ја однесе победата. Трката ја следеа бројни звезди, а најголемо внимание привлече една светска дива, а тоа е Бионсе. За таа пригода таа одлучи да облече премногу тесен комбинезон од Луи Витон и ја разгоре фантазијата на сите. Бионсе не се срамеше да ги истакне своите раскошни облини, а бујното деколте беше звезда на нејзиниот стајлинг. Што се однесува до остатокот од модното издание, таа се одлучи за црни очила кои совршено се вклопуваа со стајлингот, а нејзината фризура беше исто така впечатлива. Дебели кадрици го красеа нејзиното лице, а ова е ретка можност да ја видите светската дива во нејзиниот природен изглед. Нејзиниот супруг, американскиот рапер Jay-Z, беше нејзино друштво на овој настан, кој одлучи да носи едноставна црна комбинација. Со овој потек тој го остави целото внимание на јавноста за својата сакана. Режисерот и актер Драган Бјелогрлич правосилно е осуден на 6 месеци условна казна затвор со пробен рок од 2 години поради насилничко однесување кон неговиот колега Предраг Антониевич во хотел во Ниш во 2021 година. Вишиот суд во Белград ги одби сите жалби како неосновани и ја потврди првостепената пресуда на првиот основен суд, со што предметот доби правосилен епилог. Според одлуката на судот, условната казна значи дека Бјелогрлич нема да оди во затвор доколку во наредните 2 години не стори ново кривично дело. Оштетениот Антониевич е упатен своето имотно правно барање да го остварува во граѓанска постапка, односно преку тужба за надомесна штета. Со тоа кривичната процедура завршува, а евентуалната материјална одговорност се префрла во доменот на парничните судови. Инцидентот за кој Бјелогрлич ја доби условната казна се случил на 23 август 2021 година во раните утрински часови во хотелот Амбасадор во Ниш. Според обвинението, тој повеќе пати го удрил Антониевич по главата, со што го нарушил јавниот ред и мир и сторил кривично дело насилничко однесување. Двајцата режисери тогаш биле гости на фестивалот Филмски средби, една од најпознатите филмски манифестации во Србија. Истрагата првично се водела во Ниш, но по поднесувањето на обвинението, основниот суд во Ниш побарал предметот да биде делегиран во Белград со образложение дека и обвинетиот и оштетениот, како и адвокатите и поголемиот дел од сведоците се од главниот град. Врховниот касационен суд го прифатил барањето, со што случајот целосно се преселил во белградските судови во име на, како што е наведено, процедурална ефикасност. Александар Ристовски принц е роден на 24 ноември 1974 година во Скопје. Првото појавување на Александар Ристовски било во почетокот на 90-тите, кога во рамките на својата човек група Принц Александар и со провокативниот изглед и песните ја шокирал јавноста. Од тој период му остана и прекорот Принц, денес негов заштитен знак. Следуваа групите Виктор, Викторија, Орлова вода, доктор Фанк Финштајн, длабоко инспирирани од љубовта и изгледот на светската мегазвезда Принц. Меѓутоа, самите песни на Принц од 1997 година, откако неговата текстопишувачка кариера ја доживеала својата експанзија, во јавноста не предизвикале речиси никаков интерес. Меѓутоа, здружувајќи ги силите со талентираниот композитор Дарко Димитров во подготовка на материјали за други изведувачи и групи, пред се за Ребека и за Нокаут, и Принц и неговите песни обрнаа на себе повеќе внимание, пошто се стекна и со вистинска популарност. Хрватската пејачка Весна Писаровиќ ќе одржи концерт во Скопје на 28 март 2026 година во Филхармонијата, објави продукцијата Евентум.
Дел од песните по кој е позната Писаровиќ е хрватската верзија на хитот "Љубовта е моја религија", која таа сними со Владо Јаневски, авторот на песната. Пејачката по неколку години живот во Берлин, каде што се посвети на џез музиката, повторно почна да работи на поп музика и да одржува концерти во регионот. Многу сум возбудена што конечно ќе пеам во Скопје. Македонија отсекогаш била земја со прекрасна публика и голема љубов кон музиката. Верувам дека оваа вечер ќе биде посебна, исполнета со емоции, спомени и топлина. И да ве чекам да се сретнеме и да ги отпееме песните кои не поврзаа сите овие години, вели Весна Писаровиќ.